Денеска православната црква ги празнува Светиот Јован Богослов, апостол и евангелист, и преподобниот Нил Калабриски. Светиот Јован Богослов, апостол и евангелист, син на рибарот Заведе и Саломија, ќерката на Јосиф, старателот на Светата Богородица. Повикан од Господа Исуса, Јован веднаш го оставил својот татко и мрежите рибарски и тргнал со својот брат Јаков по Христа. И од тогаш повеќе не се одделувал од својот Господ се до крајот. Со Петра и Јакова присуствувал на воскресението на ќерката Јаирова и на преображението Господово. На тајната вечера ја ставил главата на градите Исусови. Кога сите други го оставиле распнатиот Господ, Јован со Светата Богомајка останал под крстот. По наредба на Господа, тој после и бил како син на Светата Дева Марија, и грижливо и служел и ја чувал до нејзиното успение. По успението на Пресвета Богородица, Јован со својот ученик Прохор отишол на проповед на Евангелието во Мала Азија. Најмногу престојувал во Ефес. Со својата вдахновена проповед и чудотворство, тој обратил мнозина во христијанството и го разнишал незнабоштвото од темел. Озлобените незнабошци го врзале и го испратиле во Рим кај царот Дометијан. Пред царот бил мачен и тепан, но бидејќи не му наштетиле ниту со најјакиот отров што му го дале да го испие, ниту со зовриеното масло во кое го ставиле, царот се уплашил и сметајќи го за бесмртен, го испратил во прогонство на островот Патмос. На тој остров светиот Јован превел многумина во христијанството со зборови и со чуда и добро ја утврдил црквата Божја. Тука го напишал своето Евангелие и откровението. Во времето на царот Нерв, кој им дал слобода на сите затвореници, Јован се упатил повторно во Ефес. Таму проживеал некое време, утврдувајќи го тука своето порано започнато дело. Имал повеќе од 100 години кога му се представил на Господа. Кога учениците подоцна му го отвориле гробот, не го нашле неговото тело, но секоја година, на 8 мај од неговиот гроб излегувал некаков ситен прав, мирислив и лековит. По долгиот, многутруден и многуплоден живот на земјата, се преселил овој возлюбен ученик Христов и столб на црквата, во радоста на својот Господ, во мирната и бесмртната радост. Преподобниот Нил Калабриски, голем подвижник меѓу грците во Калабрија и основач на неколку манастири, чудотворец и бранител на чистотата на православната вера. Преземал долги патувања само да спаси некој човек од некаква тешка казна. Имал, силна љубов кон своите ближни. Се упокоил во 1005 година. Оставил многу ученици достојни на себе, меѓу кои особено се истакнал светиот Вартоломеј, писателот на неколку канони.